Почитувани, денеска го одбележуваме денот на сесловенските просветители светите Кирил и Методи, основачите на првото словенско писмо. Делото на Кирил и Методи не е само символ на духовноста и писменоста кај словенските народи, туку темелот на нашиот македонски идентитет, јазик и култура. Ние и сите идни генерации имаме обврска да го почитуваме и негуваме наследството кое светите Кирил и Методи ни го оставија. И горди сме што покажавме дека се грижиме за нашето културно наследство, за нашиот македонски јазик и за еднината на државата. Во периодот на владите на СДСМ беа донесени храбри државнички одлуки, благодарение на кои што денес македонскиот јазик е признат и рамноправен во Обединетите нации и во Европската Унија. Со договорот со Фронтекс, македонскиот јазик е официјално признаен од Европската Унија, потпишан чисто на македонски јазик, без фусноти, без додавки од сите земји членки на Унијата. Тие кои не обвинуваат дека сме предавници, денеска признаваат дека свесно го лажеле народот, дека со Преспанскиот договор се заштитени македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската култура. Признаваат и дека членството во НАТО е добро за државата и за безбедноста на граѓаните. Тоа се факти кои што никој повеќе не може да ги негира. За жал изгубивме години кои не смееме повеќе да ги губиме. Патриотизам не е создавање поделби меѓу граѓаните. Изолацијата не носи добро на ниту еден народ. Вистински патриотизам е да ја обезбедиш иднината на државата, да го заштитиш идентитетот и да обезбедиш рамноправно место за Македонија меѓу европските народи. Интеграцијата во Европската Унија, во големото европско семејство на рамноправни народи, е најголемиот чин на патриотизам и најсилната гаранција за еднината на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската држава. Не врне ли дожд од Бога подеднакво за сите, а сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишеме воздух сите подеднакво?